watch and chain. I'm just trying to put a lock on the game. Hot shit from this Glock when it flame. Значи, од кога слушнав Lil Wayne на трагата Seeing Green на Nicki Minaj пред 3 недели, ако не се лажам, не можам да I can't get enough од него. Едноставно ми се врати тој некој шмек што го дава он, тоа лудо римување, тоа лудо флоу, се е слеано на моменти случаи без врска, али мислам дека од тогаш си го имам слушнато на 3-4 нови песни и на сите згази. Бар мене ми се свига многу. Интересните панчови, тоа неговото лигаво флоу, мислам во позитивна конотација, бидејќи си да го знаеме тоа. И најпрепознатлив е. Не можеш да не да слушнеш Lil Wayne вокал и да не го препознаеш. Мило ми е дека се враќам, мило ми е дека ете вади нов материјал, се надевам дека стварно успеал, бидејќи пред известно време тој ги продае своите мастерс, си ги отдаде правата онака на својата музика, нешто што артисти цел живот се борат да си ги вратат онака на еден начин, да си ги исплатат, бидејќи тоа е најбитната работа. Но тоа се надевам дека си имал своја причина да го направи тоа, не бил притиснат кон тоа. И се надевам дека ќе се врати, се очекувам нов албум, очекувам да видам и каква ќе биде и соработката и химијата помеѓу него, Nicki Minaj, Drake. Двајца артисти кои што се онака негови протежес, он кој што тој ги донеса на сценава и се надевам дека и тие онака ќе го поддржуваат до крајот на неговата. Ама и интересно доаѓа време кај што тоа е old school и ни прави троубек онака на времења од пред 10 и дури 10 плюс години, така да такво нешто би било баш освежително, освежувачки за некој од нашата генерација што тогаш активно слушаше музика. Апсолутно, да Картер 2 и 3 скочија буквално пред 14-15 години, така да Lil Wayne е дефинитивно old school ако правиме муабет онака, бидејќи секоја декада, буквално е декада во самата смисла на зборот, значи 10 години, 15 години максимум трае една хип-хоп ера, така што мислам дека нормално дека веќе во 2021 Lil Wayne е дефинитивно old school и луѓе кои што се родени онака во новиот милениум, мислам дека и не се упознаени со тоа што значи Lil Wayne за луѓе кон нас. Да, ај сега се префрлиме на Mount Rushmore дискусијата, бидејќи како одговор на прашањето ги имавме Lil Wayne како четврт за Mount Rushmore, се разви голема дискусија кај нас, се разви голема дискусија на интернет, до денеска уште трае, уште видов некои нови постови денес за тоа, што е многу интересно, бидејќи го имаме ние веќе еднаш зборено ова, но ајде сега вака малце поофицијално. Mount Rushmore, што значи тоа? Значи Mount Rushmore е таа една планина во Америка кај што има 4 фаци на 4 претседатели, најзначајни за Америка за тоа време. И кога се збори за Mount Rushmore, се збори као за greatness. Знам дека најголемите дискусии се за Mount Rushmore за NBA, за NFL, беа и за хип-хоп толку време, кога се смени генерацијата, малце, да речеме, изгубија свежина тие Mount Rushmore дискусии, кај што се збореше за Tupac, за Biggie, за Nas, за некои рапери од таа ера, и сега се актуализира прашањето Mount Rushmore на 2010-тите. Значи периодот од 2010 до 2019 најверојатно се рачуна тоа официјално. Предлогот што го дадоа Rap Genius беше Drake, Kendrick, J. Cole и четвртото место беше празно и беше намената да се отпочне дискусија. Така да кажеме прво ти да те прашам дали се слагаш со нив тројца дека се тројцата најдобриот четворица. Без никакво двоумење, мислам дека било кој рап фан да го прашаш, кој што пораснал во таа, значи кој што почнал да го слуша Дрейк, почнал да го слуша Кендрик во 2011 и 2012 и е свесен за импактот кој што ги имале сите три артисти, вклучувајќи го и J. Cole, мислам дека тие три ќе бидат првите три избори за од 4, бидејќи мислам дека е стварно no-brainer кога станува за 2010. Нема други артисти кои што ќе онака оставија трага во тие 10-9 години кој тие тројца. Четвртото место има веќе стварно кога ќе се подзамислиш и малце кога ќе навлезеш подлабоко. Овде стварно она има доста контендерс за многу разни причини. Ама ќе кажам овие тројца си го заслужуваат местото овде бидејќи знам точно зошто се таму. Со четвртото место го имам тој проблем каде што свесен сум дека има неколку кои што отскокнуваат, но има и други кои што онака си го заслужуваат тоа место бидејќи во тие 9 години, 10 години исто биле многу активни, исто биле многу важни за културата и биле цело време во спотлајтот. Да, значи, као прво овие тројца се certified бидејќи имаат и објективно
квалитетни материјали и голема продажба и големи хитови синглови и се активни од 2010 до ден денес без прекин. Значи си ги, да речеме, ги опфаќаат повеќе критериуми кои и за тоа токму мислам дека ми зациментирано местото на оваа листа, на овој Mount Rushmore. Ајде да почнеме само да се хронолошки кој друг би требало да влезе. Логично, и имаше и многу такви реакции, Kanye West, а ја тука кога ставам и Lil Wayne, ќе кажам зашто можеби Kanye West не е на мојата Mount Rushmore 2010s, бидејќи јас него го слушам од претходно и мислам дека неговиот импакт, иако My Beautiful Dark Twisted Fantasy кој ние го прогласивме за најдобар албум на претходната декада е actually во 2010-та, мислам дека најголемото влијание ја би го иземал тој албум бидејќи на почетокот на декадата. Мислам дека најголемото влијание на Kanye, најквалитетниот материјал на Kanye е некаде во периодот од 2005-6 до 2010 според мене. The Life of Pablo е тука, да, 2015 ако не се лажам, но мислам дека Kanye ја би го ставил во една декада претходно бидејќи поради него се случи промената на оваа декада. Јако тој е активен до ден денес, но мислам дека ако земе да споредуваме и албуми Yeezus и мислам дека не се на баш на некој ниво како што се можеби албумите на Travis Scott од друга страна кога би го земал за оваа дискусија. Kanye West е можеби the GOAT, но ако збориме конкретно за 2010-тите, мислам дека има други артисти кои можеби субјективно не би спаднале во друга категорија, што го заслужуваат тоа место тука. Што мислиш ти за ова? За Kanye West и паралелно и за Lil Wayne, иако Lil Wayne мислам дека уште повеќе за него важи тоа бидејќи веќе таму после 2013-2014 го изгуби својата релевантност. Ја тоа ќе кажав, прво ќе почнам за Lil Wayne бидејќи истата причина која што ја даде ти за Kanye дека Kanye има креирано музика многу поодамна и не е она coming of age артист кој што навлегол во 2010-тите онакако свежо месо на еден начин бидејќи веќе бил естаблиран артист со 3 албуми позади него. Истото и дури и повеќе важи за Lil Wayne бидејќи Lil Wayne значи бил на on his mixtape shit, имал веќе 3 албуми извадено до 2009 и веќе ги има джампстартнато Drake, ги има джампстартнато Nicki Minaj, ги има формирано YMCMB, така што мислам дека овде конкретно Lil Wayne не може да биде ставен бидејќи буквално и генерацијски некои 10 години е различно и од Kendrick Lamar и мислам дека овде е би рекол да ќе останеме со артисти, барем според мене, треба овде да се стави артист кој што паралелно работел и ја градал. Овде единствен exception би направил само за Kanye West, бидејќи иако кој што велиш да неговиот профил, значи има веќе и тој има 3 албуми кои што се револуционерни во хип-хоп музиката дури и пред 2010-та, има направено премногу револуционерни работи и пост 2010-та. Заради тоа не можам туку така да го отфрлам и тука ми лежи бидејќи да, My Beautiful Dark Twisted Fantasy беше албум Meeple, еден од најдобрите. И Watch the Throne е 2010-та. И Watch the Throne, апсолутно. Но знаеш како? Тие беа монументални. Може би Watch the Throne малце ја смени играта, ама на пример My Beautiful Dark Twisted Fantasy тоа го зборев и тогаш кога го обработувавме и кога навлегувавме во албумот дека не ја смени играта кој што мислиме, едноставно само е парче само за себе. И Kanye со Yeezus повеќе ја смени играта него ли со My Beautiful Dark Twisted Fantasy. И тоа не е лошо, бидејќи никој не можеше да го реплицира ова. Многу луѓе пробаа да го реплицираат звукот на Yeezus и знаеме трапот што стана после 2013 кога дојдоа Тројбој, кога дојде цела на EDM сцена и кога трапот стана таков кој што е. Така што овде има многу за размислување дали Kanye заслужува да биде, но сега за сега би го ставило некако honorary mention бидејќи сум и тука и би го ставило онака пето место сега за сега ко некоја топла резерва за секој случај за ако можам да си давам уште една причина зошто заслужува да биде, но дефинитивно заслужува. Ја би го ставил као нулта, онака као да. Он е основата за друго се што се случува. Така некако ја го гледам во моите очи. Затоа го сметам Kanye и Lil Wayne, па дури артисти као Rick Ross и некоја таа генерација, таа измеѓу генерација кои го преминаа мостото на што се вика, ја завршија од една ера, ја почна другата ера која во 2010 година, после 2010 го зема својот замав на најако можно. Ова се само мислење, правиме дискусија недобронамерно, знаете дека не е ништо. И нормално е да изоставиме многу имења, знаеш како? Еве да почнеме, така? 2012.
Као што ние слушавме за да почнеме, освен Дрейк и све, ја почнав да слушам онака трап музика кој што ја знам, моментот кога почнав да слушам A$AP Rocky. A$AP Rocky за многу луѓе е причината и влезот во трап играта. Да, но за мене лично A$AP Rocky губи својата релевантност после 2000, значи неговата 2015. значи Така? само 3 години трае, од кои едната година е она уште on the rise и само 2013, 2014 ујакото и више после нема ни квалитет, нема ни хајп, нема ништо. Тоа ми е проблемот со голем дел од артистите. Значи, буквално онака сите тие што се најдоа на One Train се едни од артистите кои што ја jumpstart на целата. Овде се онака не дека заслужува да биде на Mount Rushmore, ама заслужуваат да бидат спомнати бидејќи сите оставиле своја трага во 2010. Action Bronson, Big Crit, Yellow Wolf, сите тие артисти на секој свој начин си имале. Но кога збориме веќе за Mount Rushmore, мораме овде да ги спомнеме бидејќи трап музиката знаеме дека беше превалентниот звук кој што ја зазема целата таа декада. И овде е несомнено да го спомнеме Future ко татко на сето тоа. Искрено, не е само заради коусайните и се тоа што тој работи, да ја погледнеме неговата соло кариера, брат. Од 2009-та, неговата дискографија од 2009-та па натака е nothing short of special, буквално бидејќи имаше одличен ран, феноменален микстейп ран, микстейп ран кој што ретко артисти успеваат да го издржат. Тоа се онака многу мал број на артисти кои што успеваат да го направат. Посебно 52 Nights и се тоа што извади 56 Nights, извини, да. Dirty Sprite 2, Purple Rain, Evil, умеѓу време заедно со Drake. What a time to be alive. Тоа се 5 микстейпи во една година. Тоа ми е аргументот како го ставам Future пред Kanye. Future има боле проекти од 2010-та и квалитет и квантитет. Ако се земат сите, не збориме еден по еден. My Beautiful Dark Twisted Fantasy е да речеме број еден. Ама мене Dirty Sprite 2 ми е втор подобар од другите на Kanye, брат. Сите. И третиот и четвртиот ми се Future. Мене лично. Те разбирам зошто и го кажуваш тоа и го сваќам до некаде. И да збориме и за бенгери, за клубски бенгери, за хит синглови. Да, апсолутно. И затоа велам дека Future е дефинитивно таму. И он добива поени бидејќи Future стана познат искрено во кога? 2012, 2013 веќе. А 2000 тој е ране 2015. Да, значи колку беа трагедии со The Weeknd кога се појави, се тоа беше early 2010s, 2014, 2015 веќе влезе тој на висока нога и овде почна и колаборациите со Drake и се тоа што направи. Но и неговиот солоран и prior to that искрено беше многу добар, ние го пазевме уште оддамна за на крај за во 2016 да идеме на концерт на него, така да мислам дека и тоа од таму тргам, не дека сум biased, ама знам се што има пројдено и знам колку влијадало и колку и овде конкретно на овие простори и со ќе кажеме трап така. Мигос се епитомијата на тоа, но Мигос не заслужуваат да бидат овде, брат. Мигос имаат еден квалитетен албум. Да. И го чекаме третиот, бидејќи вториот не беше тоа што го очекувавме и не можам овде да ги ставам, но затоа Future е овде, Young Thug е овде, но ако треба да ги споредам двата, кои што ми се два великани овде ги има многу, знаеш како има многу афилиейтс кои што се вклучуваат ко Lil Uzi и сите такви, мислам дека овде Future е на еден начин ги вродил сите, е татко на нив, бидејќи стварно тој е основоположникот на неговиот звук, на тоа мамблање за кое што сите станаа познати. И после тоа целото тоа се разграни онака на многу поеќе. А овде има премногу артисти, затоа веламе толку тешко бидејќи можеш да спомнеш. Кире го спомна Big Sean. Big Sean е исто така еден од тие артисти. Знам дека ти имаш онака mixed feelings за него, ама исто Big Sean од 2010 од Guap, па од Detroit mixtape-от, па и од Cruel Summer и од се тоа што направи и од сите тие cosigns што ги доби од Kanye и од целата рап култура, значи од Drake. Мислам дека и тој заслужува да биде спомнат, но не и да биде таму. Па знаеш мене како ми е, мене Big Sean ми е third tier, значи трет tier. Има ако првиот се Future, Young Thug, Drake, Kanye, Kendrick, Travis Scott, вториот се A$AP Rocky, таа екипа да речем од понова генерација, не знам колку би стајал искрено на моментов да не сгрешам, да не треснам. Тука ми е Big Sean трет, значи онака ми е, бидејќи мислам дека има солидни проекти, има солидни колаборации, но не е на тоа ниво, онака, на тоа greatness ниво. Бар за мене лично, Мек Милер беше многу добар одговор што го добивме
што го забораваме за нас лично и таму и спаѓа, он можеби не во на Маунт Да. Рашмор, али во вториот тир, мислам дека во второто на второто ниво мислам дека спаѓа. Знаеш како, Мек е таму, но не припаѓа таму бидејќи Мек ги немал тие хитови, го немал тол импакт на културата кој што го имал. Тој имал многу засебен импакт кај што тој многу влијал на својата фан база, но не влијал на културата подопшто. И тоа е Мек, тоа е неговата енергија, тоа е неговата музика и не можам да го одземам тоа, ниту сакам да го одземам тоа. И затоа не можам од таа причина да го ставам во Маунт Рашмор. Еден од омилените артисти воопшто ми е и го кажувам ова свесно, Rest in Peace Мек, така што на крајот на денот, кога веќе би морал да одберам еден, мојот пик ќе биде Future. All things considered, мојот пик ќе биде Future. Добро, ајде сега да подискутираме малце. Тревис Скот? Како Брат, гледаш на Тревис Скот? Предобар ми е, многу го сакам, но знаеш како? Премногу го гледам дека барем ја така го чувствам, можеби да сум грешка. Знам дека има направено премногу, го поштувам целиот и негов микстейп каталог, го поштувам и неговиот соло каталог, бидејќи стварно има направено многу од албум во албум, сите секој е со со различен звук, со различна продукција, иако работи цело време со истите продуценти, некако успеваат да изнаоѓаат нешто. Има премногу, знаеш како, и овде ќе го спомнам и The Weeknd. Некако ги испоистоветувам, можеби Тревис има поголем импакт, но Тревис исто така прерасна во многу поголема звезда, го надмина некако рапот и затоа не можам да го ставам во рап Маунт Рашмор, иако неговите албуми се со квалитет тука. Можеби и дури и подобри, искрено, и покарактеристични него ли тие на Дрейк, ама Дрейк знаеме што значи, знаеме Дрейк што носи, знаеме Дрейк што има. И Дрейк секогаш ќе биде таму, мислам дека тоа го имаме утврдено и двајцата, но пак колку и да ми се свиѓа, колку и да го сакам, колку и да му ги сакам албумите на Тревис, пак ќе кажам Future, бидејќи некако звукот и целокупното влијание кое што го имаше на сите други артисти кои што следуваа покрај него е незаменливо врз основа на албумите и продукцијата и дискографијата на Тревис Скот. Многу добро ти беше The Weeknd. Никој не го пише The Weeknd на одговорите, што многу ме зачуди. Односно не ме зачуди. Сега ти го кажа ми текна, мене не ми текна на The Weeknd, а The Weeknd можеби заслужува да биде таму. Затоа велам, има артисти кои што заслужуваат да бидат таму, но за многу засебни причини. Не можеш да го генерализираш, бидејќи секој артист си има причина зошто да биде ставен на тоа четврто место и мислам дека ова е веќе повеќе од субјективно мислење. Значи не можеш да бидеш објективен и да кажуваш од објективна гледна точка зошто тој треба да биде. Пробувам, не можам да ја најдам бидејќи стварно има поише артисти за кои што може да бидат таму. Затоа земам став и велам Future нека биде четврто на место. Ова покажува две ствари во моите очи. Првото, колку квалитетни артисти имаше претходната декада. За мене златната ера на хип-хопот повтор пат, реинкарнација во нова форма. Тоа е пак субјективно генерацијски јас, но по квалитет и по уникатност и по разновидност, мислам дека 2010-тите може да се носат со 90-тите лесно, може да се направат паралели и мислам дека како ќе поминуваат годините, уште повеќе ќе се гледа таа разлика, иако на почетокот бевме многу исмевани, подценувани. Сите артисти беа подценувани, ние артистите и ние фановите и диџеите што ги слушавме и пуштавме. Многу сум среќен поради тоа. А второто нешто што го извлекувам од оваа дискусија е тоа колку се силни каталозите на Дрейк, Кендрик и Кол. Апсолутно, тоа е. Они да бидат зациментирани тука, а за другите да има толкава дискусија. Тоа е Да. И мислам дека и показател. тоа е проблемот уствари, бидејќи сите имаат толку многу добри каталози, не можеш да именуваш. Еве го кажат Дамилев, истото што го зборам за Тревис, можеш да го кажеш и за Дрейк. И тоа е потполно точно, бидејќи истите критики, Дрейк никогаш не донел свој сопствен звук, туку си бил само едноставно Дрейк и си го правил тоа што се го прави на најдобар можен начин. И сите го сакаме Дрейк за едната иста работа, додека Тревис и сите други артисти ко A$AP Rocky, ко Big Sean ги сакаме за посебни работи. Ме разбираш, нема една генерална точка зошто ти се свиѓа Big Sean. Го немаат сите истото мислење, истото и со Мек Милер, така што мислам дека тие се поише од тој аспект и би рекол дека се ако S tier е највисокиот тир, они се во A tier, во вториот тир на рапери каде што дефинитивно се овде, но не се толку општо прифатени од луѓето за истата работа. Туку едноставно луѓето ги интерпретираат и ги сакаат за различни причини. Тоа е тоа, брат, одлична дискусија.
број 1 тема за денеска помината. Биг ап до сите што ни пишав тој чет. На крајот на денот се вртиме у круг, тоа е дискусијата. Оваа прва сезона не успеавме да направиме еден throwback на 2010-тите спешал, но сезона 2 ќе мора да го направиме тоа, може ќе го расчлениме во повеќе, бидејќи мислам дека како ќе поминува времето, таа ера само ќе изгледа се подобро, бидејќи посебно на почетокот на декадата излегува многу квалитетни албуми, да не го забораваме тука Chief Keef, Wiz Khalifa, да не го забораваме, многу артисти на почетокот на декадата кои донесоа сосема нова естетика и нов звук, господин Рик Рос и Мик Мил и многу други од таа генерација што се многу добри, а и втората половина што донесе артисти како Lil Uzi, како Playboi Carti, која за многу луѓе фаворит, па дури и најнова генерација на The Baby и други кои дали ти се свигаат или не, тоа е субјективно, но времето ќе покаже дали ќе останат и каков импакт ќе имаат на играта. Затоа е толку е тешко да дури знаеш како од сите тие артисти на еден начин ќе искочиме глупи бидејќи на голем дел и не ги спомнуваме. И не е дека тоа сме дека сме закочени или не, едноставно не можеш да ги споредиш сите тие. Толку си имаат своји засебни моменти во тие сите 10 години. Толку многу музика имаат креирано, толку многу заеднички работи имаат извадено што едноставно не можеш да ги споредиш. И затоа мораш да си направиш онака да пресечеш, да кажеш што е тоа, но свесен си дека не е да целосно точниот одговор. За тројцата сум сигурен, за четвртиот не можам да бидам никогаш. Тоа е тоа. Тоа беше првата дискусија. Продолжуваме со малце музика. Идеме со новиот сингл на The Baby и OGZ од Shoreline Mafia, трагата се вика Get Fly. Тоа е исто така Summer Banger, West Coast Banger. Слушаме уште малце музика, па останете со нас, влагаме, јајте рече да збориме од лична перспектива што значи за нас Пандамониум радио, како си поминуваме оваа година, трека работиме, кои беа најголемите предизвици при остварување на Пандамониум радио шоу и така натаму.